Почитувани медиуми, почитувани сограѓани, се најдуваме на локацијата Табана, каде што во тек се интензивирани градежните активности околу изградба на новиот кружен тек над коритото на градската река. Проектот првиот повик на владата, вреден 138 милиони денари, еден од најголемите кои што го доби општина Прилеп. Имаше известни административни пречки околу до комплетирање на документацијата и измени во тек на градба за изведба на овој 75 метри широк мост. Тука сум заедно со мојот соработник од општина Прилеп, раководителот на улици и патишта од одделението односно од секторот за урбанизам и со инженерот кој што е задолжен за изградба на овој мост од компанијата која што го доби најавен повик тендерот за да го направи овај капитален објект кој што би значил растоварување на сообраќајот на единствениот регулиран пропуст, односно семафоризирана крстосница помеѓу двата кружни тека и со ова сметаме дека конечно би се надминале проблемите, односно намалување на густината и гужвата која што се случува овде на оваа семафоризирана раскрсница. Добиваме нов капитален објект кој што би значил и подобрување визуелно на урбаниот дел од градот, но и сериозно функционално подобрување на главната сообраќајна мрежа. Ова е една од главните артерии која што води до центарот на градот. Во развој веќе од наредниве денови ќе биде пуштена на јавна набавка изработка на проектна документација за обиколницата Исток, која што ја ветивме пред нашите сограѓани. Има интензитет на градежните работи на улицата Победа. Веќе мислам дека и треба да е пуштен и тендерот за изградба на уште еден мост на градската река, која што би ја поврзувал двете фази од улицата Победа. Со тоа овој североисточен дел од градот да го поврземе со 3 нови сообраќајници кои што би значеле сериозно намалување на гужвата која што води до центарот на градот и до населбите од североисточниот дел на градот. Значи продолжуваме понатаму со активности, иако е предновогодишен период, иако се смета дека нема да има градежни активности, ако послужат временските услови, би требало и овој проект да заврши таму некаде до средината на новата 2026 година и конечно да го видиме на лице место, да не биде само зборови, туку и на вистина дела кои што ќе значат подобрување на квалитетот на живот и скратување на времето на патување од југоисточните кон центарот на градот делови. Значи според проектот мостот ги опфаќа улиците кеј 2 мај, кеј 1 мај, после улицата кеј 9 септември, како и главниот булевар 11 октомври. Решението значи е кружен текст со 2 коловозни ленти, како што напомена градоначалникот, кој ќе го растерети сообраќајот во централното градско подрачје. Проектот се состои од поврзување на веќе постоечкиот мост со 2 нови моста. Исто така ќе има и пешачка патека, како и велосипедска патека. Тоа е она што е планирано. Да. Како се одвиваат градежните активности со оглед на тоа дека станува збор за речно корито во однос на статиката, дали она што го планирате и е возможно до средината на наредната година да биде изведено? Значи моментално градежните активности се одвиваат по план, по проект. Се надеваме дека доколку не послужи времето ќе бидат завршени градежните активности до крајот, односно до средината на наредната година, 2026 година. Сообраќајот ќе се одвива по одобрен времен режим, кој што го има изработено фирмата изведувач и истиот предвидува делумно да се затвараат улиците по фази. Прва фаза да биде затворена кеј 1 мај, па кеј 9 септември и на поредно пуштање на истите. Нема да имаме проблем да биде затворена комплетно раскрсницата. Исто така, напролет продолжуваме од раскрсницата 11 октомври новиот кружен тек кон кружниот тек кај Солидност, кај што имаме предвидено реконструкција на тротоарите, уличното осветлување и поставување нови ивичњаци и нов асфалт.